Километарска колона до граничниот премин Табановце и долги чекања на шалтерите. Ова се случува бидејќи лицата кои транзитирале низ Македонија со странски таблички, а направиле прекршок кој е евидентиран преку системот Безбеден град, мора да ги платат казните. Rrafë të gjata të pritjes këtu në vend kalimin kufitar të Tabanovcës, ku shtetasit e huaj të cilët kanë qëndruar apo kanë kaluar nëpër vendin tonë dhe janë kapur nga kamerat e Safe City-t, tani po presin me orë të tëra për të paguar kundërvajtjet në trafik, të cilët nuk lejuan të lirojnë vendin nga policia kufitare. Работеа 4 шалтери. Пред камерата на ТВ21 дел од странските државјани рекоа дека чекаат повеќе од 1 час и се жалат на бавниот процес на работа на граничниот премин. Немам апликацију, значи не радим интернет овде у меѓузони, а тражи да плати. Што ние ставио касу, платимо и да идемо. Шта заебавају овде трмдају нар. Воде нас овде ко сток. A kako funkcionira ova? Ve barat internet? Како функционише? Сад ти он да казну, ти креираш налог, па преко налога уплаќаш, па дали имаш доволно пара на картици, па дали имаш интернета, па те како све то имаш, платиш, па опет чекаш овде да им покажеш, па ти они дају пасош и документи. Још немам појма како функционише ово, луѓе чекају, кажу преко мејла неке казне долазе. Шта ти кажем друго? Питај ник овде. Koliko čekavte? Сад времена. Da. Da li je u redu ova? Ovo još nisam vidio nigde. To je katastrofa. Još nisam vidio nigde. Tamo je red i posle doći. Ovo ne može biti gore. Će da budu u EU, će da uđu. Malo morgen. Овој германски државјанин вели дека ќе извести амбасадата во Скопје за проблемите што им се предизвикуваат. We are from Germany. We do the vacation last week there and we drive back and they hold us here and we don't know what the problem is. They get also the passport and the ID card from the car and we are still waiting here and a lot of cars there and we are staying with 3 cars there. We park it there and the problem is we don't know. I wait to pay a ticket for speed. It passed already 1/2 hour since I stay here. Nothing happened. My husband had asthma. It's a very high temperature. Nobody does anything. I don't think it's a decent kind to treat the tourists that are crossing the MK. It's the 15th time when I'm coming here. It's first time when it's happening this. It's okay if I broke the law, I pay, but in the decent way, not like this. На граничниот премин Табановце беше и министерот за внатрешни работи Панче Тошковски, кој призна дека оваа постапка треба да се подобри и дека од 4 шалтери кои моментално работат, планираат да направат 8 пунктови за наплата. Ова ќе биде начално, да речеме, како техничко решение имплементирано и на сите останати гранични премини, што му возможиме соодветни предуслови за да нели го имплементираме како што треба. Предизвици ќе има, не, ќе се подобруваме во рамки на сето на кое што треба да се подобриме, но пак ќе повторам. Еден спасен човечки живот повеќе во споредба со претходно нема цена. Тошковски објасни дека на граничниот премин Табановце се поставени така наречени паметни камери, кои ги читаат регистерските таблички и ги идентификуваат возилата за евидентирани сообраќајни прекршоци. Според него, возилата без прекршоци ќе продолжат директно кон границата со Србија без дополнителни контроли, додека истото техничко решение се очекува да се примени и на другите гранични премини. Инаку МВР излезе со известување дека странските државјани кои направиле сообраќајни прекршоци ќе бидат санкционирани при излез од земјава на граничниот премин Табановце, каде што ќе им бидат предадени записникот и налогот за плаќање на казната.